Данскиот кореспондент на весникот Национал Лиденте, Франсис де Јансен, пред Илинденското востание бил жив сведок на повеќе настани. Во врска со тоа, тој пишува: Од она што го видов во Македонија, најдлабок впечаток ми направија борбите во Могила. Со влегувањето во селото научив дека една чета од 20 комити, вооружени со манлихерови пушки, влегла во селото да си бара храна. Издадена од шпиони, четата била заобиколена од 300 турски војници. Додека последните ја ограбувале куќата, комитите, знаејќи каква судбина ги чека, запеале патриотски песни, чии рефрени ги слават оние кои се жртвуваат за слободата. Подробно опишувајќи ги масакрите што Аскерот и Башибозукот ги направиле во Могила, Јансен забележал: Тие не се разбойници, ниту злосторници, ниту дивјаци, туку интелигентни, образовани луѓе, представници на моралната сила на земјата, луѓе во се подобни како нас, кои се жртвувале за една повозвишена идеја. Ако тоа, кое тие го извршиле, не се нарекува херојство, тогаш јас не ја разбирам смислата на тој збор.